За домашните гости Охрид е скапа дестинација. За странците цените се коректни. Уништени 8,7 тони небезбедна храна во вонредни контроли на Агенцијата за храна и ветеринарство во Дојран, Охрид, Струга и Преспа. Полициско-родителска патрола, превентивна кампања реализирана во Охрид. Премиерна изведба на Битолски театар на представата Галеп од Чехов на Охридско лето. Илјадници луѓе на протест во Палма де Мајорка против прекумерниот туризам. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес имавме претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Максималната дневна температура до 30 степени Целзиусови. Во попладневните и во вечерните часови и услови за развој на нестабилност, која што локално ќе услови умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици. Во вторник, под влијание на нестабилна воздушна маса во северозападна, северна, централна и во крајните источни предели од Европа, ќе услови умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици, локално со поројни врнежи и услови за појава на невреме. Во останатите предели ќе преовладува претежно сончево време со појава на локална облачност и релативно топло време за овој период од месец јули. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Во крајните северни, источни и јужни предели ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици, локално со појава на невреме. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 28 до 36 степени. Во Македонија во вторник ќе преовладува претежно сончево, ветровито и топло време со појава на локална облачност. Ќе дува до умерен североисточен и северозападен ветер кој ќе достигне брзина од 25 км на час. Минималните температури ќе се движат во интервал од 14 до 24 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 28 до 38 степени. УВ индексот ќе има вредност 8. Во Охрид во вторник ќе преовладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Минималната температура од 19 степени, додека пак максималната дневна ќе достигне до 32 степени. Во Охрид во среда и четврток ќе преовладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност и со пад на дневните температури. Во попладневните часови нестабилно време со услови за локални врнежи од дожд и појава на невреме. Утринските температури ќе се движат од 18, односно 17 степени, додека пак максималните дневни температури ќе достигнат до 30, односно 27 степени. Во петок претежно сончево и топло време со појава на локална облачност, попладне нестабилно време со услови за локални врнежи од дожд и дневна температура до 24 степени. Почувствувај ја моќта на инспирацијата. Го обожувам секој сончев зрак. Уживам заштитена под сонцето со речиси 200 производи Sundance со докажан германски квалитет по секогаш поволни цени.
Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Ана Бела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Ана Бела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. За домашните гости Охрид е скапа дестинација, за странците пак цените се коректни. За угостителите цените се складни со квалитетот и нивото на услугата. Како и секоја летна сезона на социјалните мрежи, најактуелно е споделувањето на фискални сметки и критиките дека услугите во Охрид се прескапи. Најчесто критикуваат домашните туристи. За странските гости цените се коректни и пристапни. Се споделуваат коментари дека Охрид е поскап и од Грција и од Црна Гора. Угостителите пак се бранат. Велат има цени за сечи джеп. За едно кафе може да се платат од 60 до 200 денари, зависно од локацијата, близината на езерото, услугата и амбиентот. Во угостителските објекти надвор од централното градско подрачје цените се доста пониски, како што е впрочем во сите туристички метрополи. Услугата, местото, седењето, столчето, гледката наоколу, сето тоа се продава. Значи, еден објект кој е со убава гледка плаќа кирија многу поскапа него некој што е негде на пазариште или негде настрана. Охрид веќе станува препознатлив и за, да речам, малце побогата клиентела, така да тие објекти што се со убави погледи, со поинтересни, нема сигурно да биде тој чај 140 денари најобичен чај, ќе биде сигурно некој малце поатрактивен, но ќе се оди веќе и на некој квалитет посебен, кој ќе може да се продава за многу повеќе пари. Може да се каже да, има такви цени, но имаме и чаеви исто и за 50 и за 40 денари. Значи има насекаде и кафичи и ресторани со многу разновидни цени кои треба да се пратат, денеска е многу лесно, значи за тоа ќе отворите на интернет. Угостителската фела смета дека цените соодействуваат со нивото и квалитетот на услугата, а тие се сколемени сразмерно со порастот на трошоците за живот и платите во секторот. Ако се оди со многу ниски цени, стануваме многу ефтина дестинација и тогаш не сме толку препознатливи за некоја друга одредена класа. Ако се оди со повисоки цени, тогаш има еден дел на гости кои се бунат зашто е кафето или чајот толку скапо. Сме спомнале повеќе пати дека мора да имаме во Македонија и дестинации каде што да ќе биде и поскапо. Веќе и во Скопје на одредени делови имаме такви цени, значи тоа е нормално. Ако во еден молови се отворија многу по Скопје, нема мол каде што може вие да добиете нешто испод 100 денари. Работната сила ни поскапе. Значи тие треба да се плаќаат. Недела, сабота, празници, се тоа кој ќе се собере во еден куш, значи се поголеми трошкови и треба да очекуваме нормално дека да очекуваме поскапување на цените.
Според угостителските работници, Охрид и натаму е најевтина летна туристичка дестинација, споредбено со туристичките места во околните земји. Спроведени вонредни контроли во Дојран, Охрид, Струга и Преспа. Уништени 8,7 тони небезбедна храна, соопшти Агенцијата за храна и ветеринарство. Инспекцијски тимови на Агенцијата за храна и ветеринарство минатата недела од 16 до 19 јули спровеле вонредни засилени контроли во објекти и оператори со храна, хотели, ресторани, времени кетеринг објекти, месарници и маркети во туристичките центри Дојран, Охрид, Струга и Преспа. Со контролите се проверуваше имплементацијата на добра производствена и хигиенска пракса базирана на НАСАРА принципите, инфраструктурните услови во објектите, а биле спроведени и контроли на активностите согласно регистрацијата на операторите со храна. Во услови на високи надворешни температури, акцент со контролите бил ставен на условите на чување и складирање на производите и роковите на употребливост на храната. Со вонредните контроли во овие 4 туристички центри опфатени биле 112 објекти оператори со храна. Изречени се 54 глоби на 54 оператори со храна, од кои на 8 оператори со храна им била изречена забрана за работа до отстранување на констатираните недоследности. Со контролите било утврдено неисполнување на општите и посебните хигиенски барања во сите фази на производството, преработката и дистрибуцијата на храна, неимплементирање на сите процедури базирани на НАСАРА принципите, храна со поминат рок на употреба, промет на храна без декларација и означување согласно Законот за безбедност на храна и подзаконските акти, според кои ваквите производи се прогласуваат за небезбедни за човечка употреба и нештетно се уништуваат. Инспекторите за храна и официјалните ветеринари констатирале и работа на објекти оператори со храна кои не се регистрирани или одобрени за работа од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство, поради што биле изречени мерки за забрана за работа, а затекнатите производи биле забранети за промет и нештетно уништени. Инспекторите утврдиле и лоши инфраструктурни и хигиенски услови во кујните, производствените простории, зашто некои оператори добиле времена мерка забрана за работа. Од промет биле отстранети 8700 килограми небезбедна храна која била нештетно уништена. Од АХВ вела дека и во наредниот период ќе продолжат со спроведување на вонредни контроли во другите туристички центри, а поради високите температури на сила останува мерката за засилени контроли кај операторите со храна на целата територија на земјава. Полициско-родителска патрола, превентивна кампања реализирана во Охрид. Целта на кампањата е родителите да видат каде и како младите се забавуваат во ноќните часови, кои се можните проблеми со кои се соочуваат нивните деца и како полициските службеници практично ги применуваат своите полициски овластувања. Викендов одсекот за превенција при секторот за внатрешни работи Охрид ја спроведе превентивната кампања Полициско-родителска патрола во Охрид. Мешаните патроли составени од полициски службеници од Оделенијето за превенција, родители, представници на Советот на родители во основните училишта, на секторот за образование при локалната самоуправа, како и на Центарот за социјални работи, извршија обиколка на угостителските објекти, како и на одредени места на отворен простор, каде во ноќните часови најчесто се собираат и задржуваат младите. Целта на кампањата е родителите да видат каде и како младите се забавуваат во ноќните часови, какви се условите каде што излегуваат, кои угостителски објекти и други јавни места најчесто ги посетуваат, кои се можни проблеми со кои се соочуваат и како полициските службеници практично ги применуваат своите полициски овластувања. Целта на патролата е преку широка општествена акција да се зацврсти партнерскиот однос меѓу полицијата и граѓаните, да се придонесе кон зголемување на степенот на безбедноста, да се намалат можните инциденти на местата каде што се забавуваат младите, да се подигне нивната општествена свест и совест за одговорно однесување во угостителски објекти и на јавни места, како и доследно да се почитуваат законските одредби, пред се од Законот за прекршоци против јавниот ред и мир.
Поради се позачестените регистрирани пожари на подрачјето на СВР Охрид, во кој е опожарена нискостеблеста вегетација, депонии, стрништа, СВР Охрид упатува апел до граѓаните, посебно до земјоделците и другите лица кои работат или се движат на отворен простор, да не палат огнови од кои лесно и брзо може да избувнат пожари од големи размери и да предизвикаат значителна имотна и материјална штета. СВР Охрид подсетува дека предизвикувањето пожар, намерно или од невнимание, представува кривично дело кое се санкционира со соодветни пријави. Од секторот информираат дека ќе ги вклучат сите расположливи капацитети и опрема што може наменски да се користат за контрола, превентива и заштита на шумите од пожари, како и да одговори на потребите во случаи на локализирање на евентуално настанат пожар од поголем обем. Со цел поефикасна превенција, рано предупредување и спречување пожари на отворен простор и во шумски предели, СВР Охрид на целото подрачје реализира работни средби со представници на противпожарните единици, на шумската полиција и подрачните единици на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, на јавните предпријатија национални шуми, надлежните државни инспекторати, раководителите на дирекциите за заштита и спасување и регионалните центри за управување со кризи и на представници од службите во локалните самоуправи, информира портпаролот Стефан Димовски. Битолски театар премиерно ќе изведе представата Галеб од Чехов вечерва на Охридско лето. Режисерката Багријана Попов на пресконференцијата по повод премиерата посочи дека волшебната представа на Чехов е љубовно писмо за животот и секогаш е фасцинантно да се види нејзината длабочина и убавина, кревкоста на човечките битија и начинот на кој ја третираме природата. Представата Галеб од Антон Павлович Чехов во изведба на Битолскиот народен театар во режија на Багријана Попов премиерно вечерва на Охридско лето. Надолни сарај битолските актери ќе оживеат Чеховата антибајка за нереализираните амбиции, за една мазохистичка потреба на луѓето да страдаат во животот, кажа на денешната пресконференција селекторката на драмската програма Сања Арсовска. Секогаш е комично тоа дека иронијата на животот не знаеме каде ќе носи, се всушност и тоа е тоа што Чехов го прави со своите комедии. И со самото тоа што оваа представа, оваа негова драма која што се вика Галеб, која што символизира, ширина, која што символизира слобода, внатре ликовите во неа се прилично затворени како во кафез во своите животи. Режисерката Багријана Попов од Австралија, која гради интернационална кариера, кажа дека е привилегија и задоволство да се работи со Битолскиот театар, со кој првпат соработувала пред 20 години. Таа покажува силен интерес за драмите на Антон Чехов, а сега за првпат режира представа за Охридско лето. Чехов ја нарекува оваа представа комедија, иако е испреплетена во некои сцени со страдања. Воедно представува и искуство на љубовта, како и природата, бидејќи централно место во представата има едно езеро. Затоа совршено е представата да се изведе тука, каде што има поглед на езерото. Сум го режирала Чехов во 4 држави, во Австралија, во Финска и во Бугарија, и секогаш е фасцинантно да се види длабочината и убавината на оваа представа, кревкоста на човечките битија и начинот на кој ја третираме природата. Работејќи со Битолскиот театар, разоткриваме како оваа представа се доживува овде во Охрид, како ова место ни зборува нам и преку нас. Илија Волчевски од Прилепскиот театар, кој го игра главниот лик Треплјов, истакна дека Чехов е предизвик за секој актер. Ми било предизвик уште од академија. Галеб ми е омилена драма од драмите на Чехов. Се разбира секогаш на некој начин ги познавав сите колеги, освен режисерката, првпат се видовме на проба. Но секогаш е предизвик да се работи затоа што не си на некој начин на матична сцена, менуваш екипа, други колеги и плюс поголема улога, поголема одговорност, но на крај мислам дека се излезе како што треба. Младата Леонида Гуевска ја толкува улогата на Маша, за која ќе каже дека е тежок и возбудлив лик. Не е сватена, не е слушната, не е... И многу луѓе се случуваат со тој проблем да не се сватени, да не се слушнат. Мислам дека е добра порака за младите дека треба
не треба да се посегнува по животот, како е колегава, како треба да се бара оптимизмот во секоја ситуација и тоа да е таа светла точка во тунелот на каде што одиме. Огнен Дранговски ја толкува улогата на доктор Дорн, за која вели дека дошла во вистински момент во неговиот живот после многу километри минати на сцената, после изиграни бројни ликови. Баш убаво дојде сега, затоа што сега јас ми треба малце, можеби ми треба малце да се повлечам, да не сум толку занесен, да речеме, како Треплјов или како Маша или како Нина, и да го видам тоа со свежи очи. Се разбира без цинизам. Сите ликови се доста во Чехов се доста обременети со некоја силна драма, со некоја силна трагедија. За доктор Дорн не знаеме многу, тој самиот одбрал да живее така, некако без драма, без трагедија, или одлучил свесно, не знам како, или Чехов намерно го напишал како некоја свежина. Представата Галеб ќе се игра на сцената на Долнисарај со почеток од 19 часот и 30 минути, трае 2 часа и не е наменета за лица под 16 години. Да погледнеме кои вести беа актуелни денес во светот. Тимот на подпредседателката Камала Харис, веднаш по повлекувањето на Бајден од председателската трка, покренал кампања за нејзина номинација и поддршка на делегатите за нејзината председателска кандидатура пред конвенцијата на Демократската партија од сите сојузни држави на 19 август. Платформата за собирање донации на Демократската партија собрала милиони долари за нејзината предизборна кампања. Платформата Act Blue објавила дека до неделата вечерта до 21 часот биле собрани 46,7 милиони долари. По слабиот настап на Бајден во дебатата со Трамп, Харис беше меѓу најжестоките поддржувачи, дури откако некои демократски политичари почнаа да ја споменуваат неа како замена за Бајден. Портпаролката на Белата куќа рече дека Бајден во 2020 година се одлучил таа да стане подпредседателка, меѓу другото и затоа што таа е иднината на партијата. Влијателни лица во партијата, меѓу кои и Бил Клинтон и неговата сопруга Хилари, гувернерите од Калифорнија, Пенсилванија и Северна Каролина, веднаш го поддржале предлогот за кандидатурата на Харис. Доналд Трамп пак се посамоуверен во својата победа. На митингот во Мичиген изјавил дека Камала Харис ќе победи уште полесно од Бајден. Маж пукал во дом за стари и немокни лица во хрватскиот град Дарувар, при што убил 5 лица, меѓу кои неговата мајка. Локалните медиуми објавија дека 5 мина загинале на самото место, а во инцидентот биле ранети уште 5 лица, но тежината на нивните повреди се уште не е позната. Убиецот побегнал, но набргу потоа бил фатен од полицијата. Хрватските медиуми пренесуваат дека напаѓачот е 51 годишен пензиониран воен полицаец. Остануваат уште неколку дена од отварањето на Олимписките игри на 26 јули. Париз го подигна нивото на безбедност на максимум. Париз е затворен, не можете да направите 2 чекора без да видите полицаец. Дури 45.000 полицајци се ангажирани за обезбедување на Олимписките игри, кои се грижат за безбедноста како на учесниците, така и на сите посетители, за да не дојде и до најмал безбедносен инцидент. И други земји помогнале на Франција, например Шпанија испратила 170 полицајци, како и неколку специјални сили. Се очекува низ градот да продефилираат повеќе од 15 милиони луѓе. Францускиот министер за полиција изјавил дека во целиот олимписки процес биле проверени речиси 1.000.000 луѓе, а 4340 од нив биле одбиени за акредитација поради сомневање дека се агенти на странски држави, шпиони или информатори кои планирале да им наштетат на олимписките игри. Министерот соопштил дека повеќето од нив биле од Русија и Белорусија, што беше осудено од политичарите од Русија. Илјадници луѓе протестирале во Палма де Мајорка против прекумерниот туризам. Според полицијата на протестот имало 12.000 демонстранти, а според организаторите 50.000. Демонстрантите протестираат против пренатрупаноста на туристите на островот, намалените приходи и квалитетот на живот, метежот на патиштата и плажите, бучавата, ѓубрето, зголемувањето на цените на куките и на кириите, како и да се покаже дека на локалните жители им е доста од економски модел кој не ги зема предвид проблемите што ги предизвикува туризмот во нивното секојдневно живење. Настанот е организирана од платформата Помалку туризам, повеќе живот, на која и се приклучиле околу 110 организации, групи и социјални движења во Мајорка.
Почитувани гледачи, го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Пријатно!